Определи дали следните три заклучоци се точни. Значи дали под А заклучувањето, под Б и под В е точно. Треба да определиме. Под А имаме, ако n е реален број таков што n е поголемо од 1, тогаш n на квадрат е поголемо од 1. Ајде, со 5 ќе го означам. n поголемо од 1, накратко. Со n на квадрат поголемо од 1, кај го означам q. Овој дел, ако n е реален број, тако што n е поголемо од 1, тогаш n на квадрат е поголемо од 1, тоа е точно и може да го запишеме како P повлекува Q. Овој дел можам да го запишем. Ако n е поголемо од 1, тогаш n на квадрат е поголемо од 1. Това го знаеме. Е точно. Дадено ни е уште една предпоставка. Да предпоставиме дека n на квадрат е поголемо од 1. Значи, ова е точно. И предпоставуваме дека е исполнето n на квадрат поголемо од 1, односно дека е исполнето Q. Дали од сево ова може да заклучиме дека n е поголемо од 1? Дали од овие две може да заклучиме дека важи P. Дали од P повлекува Q и Q може да заклучиме P. Дали постои вакво правилно заклучување? Не постои, бидејќи ова под А е неточен начин на заклучување, односно не може да заклучите од P повлекува Q и Q P. Ајде да видиме. Може да имате P повлекува Q и R повлекува Q. Да речеме ваква ситуација. Ако знаете дека Q е исполнето, дали може да тврдите дека R е точно? Продолжам со примерот под Б. Ајде да видиме дали тука правилно е стасано до заклучокот. Заклучокот не е. Имам n е реален број тако што n е поголемо од 3, тоа е P. P ќе ставам n поголемо од 3, Q ќе ставам n на квадрат поголемо од 1, нешто слично тоа што направим горе. Ајде да видиме што имаме. Првата реченица. Ако n е реален број така што n е поголемо од 3, тогаш n на квадрат е поголемо од 9. Знаеме сите дека ова е точно, ако квадрираме на левата и десната страна се добива n на квадрат поголемо од 9. Значи знаеме сите дека е исполнето P повлекува. Предпоставуваме дека n на квадрат е помало еднакво на 9. Што значи ова? Ако Q ми е n на квадрат поголемо од 9, негација на Q што ќе биде ако го негирам овој знак? N на квадрат помало еднакво на 9. Значи, предпоставувам дека е исполнето и негација на Q. Дали може да стасаме до заклучокот? Заклучокот ни е n помало еднакво на 3. Или, користејќи го, како може да се запише? Ако P ми е n поголемо од 3, n помало еднакво на 3 е обратното или негацијата на P. Дали од овие две може да се стаса до не P? Може да се стаса. Кој закон овде го имате? Модус толенс на 1 и 2. Што значи заклучувањето под Б е коректно, односно точно. Одиме под Б. Ако n е реален број таков што n е поголемо од 2, тогаш n на квадрат е поголемо од 4. n поголемо од 2 ќе го означам со Q, n на квадрат поголемо од 4, со P, n на квадрат поголемо од 4 ќе го означам со Q. Ова со P, ова со Q. Првата реченица можам да ја запишем на следен начин. Ако n е реален број, тако што n е поголемо од 2, значи, ако P е поголемо од ако n е поголемо од 2, тоа ни е P, тогаш n на квадрат е поголемо од 4, тоа ни е Q. Следи Q. Ако n е поголемо од 2, тогаш n на квадрат е поголемо од 4. P следи Q.
Ова знаеме сите дека е точно. Зашто? Па, од ова, како и во претходните, квадрираме, имаме n на квадрат, поголемо од 2 на квадрат, n на квадрат, поголемо од 4. Јасно е, ако ова е исполнето, тоа што може да спасаме. Дека и ова е исполнето, па така, ова реченица е точна. Предпоставуваме уште дека n е помало еднакво на 2. Ако сакамо n помало еднакво на 2 да го запишам со ова ознака, односно преку P, да забележам дека тоа ми е обратно или негацијата на n поголемо од 2. Овде имам, значи, не. Значи, предпоставувам дека е исполнето и не P. Дали тогаш од овие две можам да заклучам дека, ова може да го запишам како, ако n на квадрат поголемо од 4 е q, тогаш n на квадрат помало еднакво на 4 обратно, што е обратно од n на квадрат поголемо од 4, можам да го запишам како неку. Дали од овие две можам да заклучам неку. Значи, од овие две заклучено е неку. Не. И овој начин на заклучување, вакво правило на заклучување не постои. Значи, заклучувањето по два е погрешно. Значи, погрешно. И ова. Добро, означувајте ги и бидете внимателни кога работите.